Добро вечер во емисијата 360 степени на осад. Вечерва ќе гледате. По притисокот од УНЕСКО, Мерко и комисија од Скопје во потрага по дивоградби на Струшкото крајбрежје. Сите диви градби излегува во Охрид. За разлика во Струга ни една. Ама кај вас нема бројка, не ви е готов. Ама нема. Нема воопшто. А нема воопшто нема. Продолжуваат манипулациите со Преспанскиот договор. Како може некој да нареди да го истану за него? А кој наредил да го тргнете? Заев, Каде го слушнавте тоа? преку телевизија. Но таму воопшто не стои да се отстранува од приватен имот. Ма не интересира тоа воопшто нас. Новата антикорупцијска 7 месеци по преземањето на должноста. Надлежностите што се предвидени не може да бидат во целост изреализирани, заради тоа што целата работа се одвива пешки. 1, 2, 3, 4, 5. Балканската мигрантска рута е се само не затворена, особено за криумчарите. Gjatë tonë të shkurtër në kufirin jugor, kemi regjistruar një grup të ri emigrantësh që hynë ilegalisht nga Greqia në Maqedoni. Кое е конкретното барање сега излеговте вие со барање? Кое е барањето конкретно? Не знам со кој образ доаѓате да ги малтретирате лозарите да го рушите онино барање. Еве ти излеземе на протест. Кое е барањето? Тоа е барањето, они си го бара. Кажете го вие барањето. Не го знам. Јас само им давам поддршка овде. Саботажа. Останете со нас, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Централната и локалната власт во Охрид, Струга и Дебарца се под притисок на рокот што го постави УНЕСКО за исполнување на барањата за Охридското езеро и неговото крајбрежје да останат дел од заштитеното светско културно и историско наследство. Во Охрид почна уривањето на новите дивоградби, а во Струга и Струшко деновиве беше комисија од представници на институциите и експерти за на лице место да ја провери состојбата. Ги придружуваше градоначалникот Рамис Мерко, кој неволно прими дел од забелешките на комисијата. Имаше и своји реплики. И нашата Галена Николовска-Ризвановиќ беше со нив на терен, па еве историјата. Во Охрид конечно почна уривањето на нови дивоградби по притисокот на УНЕСКО да се стави ред во градот. Во Струга пак мешовите комисија од институции и експерти заедно со градоначалникот ги лоцираат проблематичните градби. Сите диви градби излегува во Охрид. Значи 409 во заштитена зона, за разлика во Струга ни една. Ама кај вас нема бројка, не ви е готов. Ама нема. Нема воопшто. А нема воопшто нема. Откако минатата недела бевме во Охрид 360 степени на терен во проверка како се спроведуваат препораките на УНЕСКО во Струга и Дебарца. Среде летната сезона на 18 јули, две вести од Струга стигнаа до целата земја. Дека лице од Велешта му се заканило на градоначалникот Рамис Мерко, а потоа и дека Мерко и ги нуди на владата сите ингеренции во урбанизмот и градежништвото. Минатата недела во посета на Струга дојде комисија од неколку институции и експерти кои се задолжени за спроведување на препораките на УНЕСКО. Како домакин и надлежен за градбите и урбанизмот ги придружуваше градоначалникот Рамис Мерко. Групата го разгледуваше крајбрежјето. За секоја забелешка, како овој монтажен објект за кој се сомневаа дека е диво поставен, го прашуваа градоначалникот и му сугерираа што треба да се направи. Мерко добиваше и забелешки за тоа што до патот покрај езерото е истурен камен кој ги штити блиските имоти. Тоа не значи дека цела обала треба да е онака избетонирана со зид. Не. Ма зидот не му смета. Ама не може да биде И тоа цела. е природен зид. Не е толку природен затоа што Камен е природен од тука. да, ама природен би и овака да запрескува у песок. Све ова е отпосле насипано ради таа наша негрижа, да речем, општа за нивова на езерово. Дел од комисијата му сугерираше на градоначалникот и дека не е решен проблемот со подземните води. Погледнете кој дел би бил поплавен. Нема такви работи повеќе. Дримот ова е уреден. Од подземните води. Е уреден значи, дримот, крайбрежниот појас. Да. И ова е од самото крајбрежје, значи од самото езеро. Од подигање на нивото. Подигање на и нивото. поплавува на плажи. Тоа рековме дека самата имаме инсталација е потребно да се со чистење на коритото на Дриви. Зато таму има испусни канали
Тие сите се запушени, 40 години мулјот се таложи. И да видиме оваа година промојме да го чистиме, за да го санираме градот да не лежи во вода. Попатно нотираа и дива платформа. За дел од платформите во езерото, кои ги регистрира и комисијата, Мерко вели дека ќе бара решение. Го прашавме дали ќе се уриваат сите. Мислам не сите, но нарочито каде што е употребено повеќе железо и покриви од железо и така натака, да тоа биде нешто од дрво или од природен производ, така што да биде на некој начин еколошки заштитено и езерото. Согласно препораките од УНЕСКО, од Струга се бара до февруари да ги направи следните задачи. Мораториум за градба кој веќе е донесен на 15 август, отстранување палми и билборди, чистење на диви депонии во заштитениот појас и детален попис на дивоградби. Последниот регистар на дивоградби што Струга го доставила до Министерството за транспорт е од 2016 година, кога имало 3200 нелегални објекти, но колку од нив се легализирани, нема податок. Градоначалникот Рамиз Мерко за 360 степени тврди дека ниту една од дивоградбите не е во крајбрежниот појас. Нападите беа дека во Струшкиот регион ги има сите узурпации, сите диви градби. Испадна да ние во заштитената зона немаме ни едно. Како испадна? Испадна дека нема. Значи сите беа шпекулации. А од друга страна, сите диви градби излегува во Охрид. Значи 409 во заштитена зона, за разлика во Струга ни една. Ама кај вас нема бројка, не ви е готов регистарот. Нема воопшто. Нема воопшто нема. Кај нас е почитуван законот за градба во целост и секој кој има градено со соодветно одобрение издадено од страна на општина Струга. Тие што се 2, 3, 5 што не се во заштитена зона, се внатрешно да или во руралните средини, тоа е сосем друга работа. Па колку се такви 2, 3, 5? Се евидентираат, па ќе видиме. На прашањата за другите обврски, Мерко ни даде идентичен одговор. Се ќе се реализира на време. На подолг рок, Струга има и други многу потешки обврски. Затворање и санирање на градската депонија во текот на 2020 година. Оцена на влијанието на дивоградбите до јули 2021, уривање на дивоградбите по завршувањето на оценката на влијание, детален урбанистички план за крајбрежниот појас, по донесувањето на планот за управување и враќање на коритото на реката Сатеска предвидено до 2025 година. На сето ова треба да се додаде и обврската за зајакнат надзор над палењето на трската и спречување на нови дивоградби, што треба да се прави постојано. Од Комисијата за управување со Охридскиот регион велат дека ги знаат критичните точки во Охрид и Струга. Посетите на терен ги користат за да ја утврдат фактичката состојба и да проценат каде може да се најде компромис. Ниедно светско наследство во светот не е идеално како што би посакувал УНЕСКО или како што се сите негови норми. Најзначајното и најбитното е сочувување на исклучителните вредности кои што се препознаени. Чистотата на езерото, заштитата на природата, заштитата на сите вредни сегменти од природното наследство, заштитата на староградската архитектура, заштитата на оние јадра во Охрид и за жал веќе изгубеното јадро во Струга, од кое што станаа само неколку куќи, се оние вредности кои што ние треба да ги чуваме не бетонирани, не замрзнати, него да им се даде еден одржлив развој, одржливо обстојување на сите тие објекти. Покрај Охрид и Струга, со околу 2 километри крајбрежје, обврски кон УНЕСКО има уште една општина. Може би е помалку познато за јавноста, но и еден мал дел од општина Дебарца спаѓа во Охридскиот регион под заштита на УНЕСКО. За разлика од Струга и Охрид, овде дивоградбите не се проблем. Има регистрирано само една во крајбрежјето. За единствениот објект покрај езерото, што таму го регистрирале како дивоградба, во моментов се води постапка за легализација. Градоначалникот Зоран Ногачевски признава дека речиси сите куќи во општината се диво изградени, бидејќи немаат урбанистички планови,
но тие не се во крајбрежниот појас и не се проблем за УНЕСКО. Сепак, општината направила регистар на дивоградби и го доставила до Министерството за транспорт. Може би кај нас малку поголем проблем представува една од тие забелешки со третирањето на отпадните води. Ние работиме како општина во неколку населени места, завршиме со канализација, изграба на канализација, меѓутоа и устануваат уште 2-3 села кои што директно водите одат во и се најблиску до Охридското езеро. И сигурно дека тука ќе треба и државата да ни помогне да и завршиме тие системи за третман на отпадните води и секако да помогне со финансиски средства за реконструкција на целиот тој колекторски систем за заштита на Охридското езеро. Ова е семафорот што го објавивме во минатата емисија за нивото на исполнетост на обврските пред УНЕСКО. Со зелено се обоени задачите што се завршени, со жолто оние за кои е почната реализацијата, а со црвено обврските што допрва треба да се остварат. По една недела, семафорот треба да претрпи една измена. Уривањето на дивоградбите почна, па од црвено сега треба да се обои во жолто. Се до целосно завршување на задачата. Уште од фазата на преговори меѓу владите на Заев и Ципрас, преспанскиот процес го следат многу манипулации и лажни вести, особено на социјалните мрежи и во онлайн медиумите. Последната во низата е поврзана со тврдењата дека со договорот од Преспа е забранета и приватна употреба на сонцето од кутлеш или од вергина. Како резултат на ваквите тврдења, некои граѓани почнаа намерно во знак на отпор да го истакнуваат символот на своите домови. Едно од местата во кои најмасовно се случува тоа е селото Волино, во општина Дебрца, во Стручко-Охридскиот регион. Славица Филиповска го посети. Волино, општина Дебрца. Сонцето од кутлеш или од вергина стана заштитен знак за местова. По потпишувањето на договорот од Преспа, бројот на знамињата со овој символ и негови варијанти постојано расте, а жителите чекаат и нова тура од Америка. Поздрав до македонскиот народ. Овие знамења овде роден нема што може да ги извади. Не постои роден во Македонија. Го видовте како е село завиено во знамења? Тоа е Македонија. Уште 100 ќе клајме сега. Не го признавам тој договор. Не го почитувам. Ни го почитувам, ни го признавам. Но таму воопшто не стои да се отстранува од приватен имот символот. Ма не интересира тоа воопшто нас. Са нас е ова официјално знаме. А државното знаме не го сакаме тоа. Зошто? Така. Волино е печалбарско село. Според последниот попис доме на 400 жители, кој не заминал по белиот свет живурка од земјоделство, а заедно со зеленчуците, главно обележие на дворовите и куките, се верзиите на 16 кракото сонце. Договорот од Преспа ја обврза македонската власт во рок од 6 месеци од потпишувањето да го отстрани символот од вергина од сите јавни места и да го забрани за јавна употреба. Овие куки се приватни имоти, што значи дека никој не ги обврзува граѓаните да ги отстранат символите. Знакот на куќата на печалбарот Трајан е направен од лим. Го добил на компензација од мајстор што му должел пари. Не можам да сватам ја како може некој да нареди да го истам за него. А кој наредил да го тргнете? Заев. Каде го слушнавте тоа? Преку телевизија. На која телевизија? Алфа таму, што знам кој таму. За разлика од приватните имоти, символот поставен на фонтаната сред село е на јавен простор и може да се толкува дека е во спротивност со Преспанскиот договор. Од Волино се упативме во Струшкото Шмаруништа. Селото е речиси празно. Револтот од Преспанскиот договор тука се манифестира поинаку. Јас сум столар по занимање, работам со столарство и ми дојде до идеја да ги направиме знамињата. Прво ги нацртавме со молив и така процедурата почна после со боја, пробавме. Ни дојде до таа идеја да дојдат кој што се сега вака обработено. Тема е едностоп по телевизиите по све дека знамето го тргаат од кутлеш и мене ми инспирира тоа да поставам кај мене. Ако може, нека дојде, нека повеле, нека го истајат. Ако се толку моćни,
кој што бруса по шакти, по други работи, нека дојде, нека брусат и на сандаците. Акцијата со црвено-жолтите сандаци се шири низ целото село. Новото шмаруништа исто како и во Волино. Сонцето е нацртано и на игралиштето сред село. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски вели дека приватната употреба на символот не е забранета. Приватното користење на знамето, јас лично не знам доколку сакам да го користам, кој би можел да ме забрани со тоа. Сигурно во дворовите во Грција може и да се користи било што и никој не може да му забрани. Исто и тука на приватен имот кој сака што сака може да си става дома. Не е ова инквизиција да ги гониме луѓето, но за државните институции треба да го почитуваат законот, а за непочитувањето на законите се разбира има санкции. Општините пред еден месец добија допис од владата со препорака да го отстранат сонцето од Вергина од јавните површини. Но градоначалникот на Дебрца, во чија општина е селото Волино, не сака да влегува во конфликт со населението. Тоа е препорака само дадена до општините, меѓутоа ние општините колку сме тука сега, колку ќе можеме тоа да спроведиме, чисто се сомневам дека ќе можеме. Тука ќе треба да се заврши таа работа централната власт. Символот од Кутлеш или од Вергина го има и на општинското знаме на Македонска каменица. Од таму ни кажаа дека знамето е тргнато од употреба и дека во план е да се распише конкурс за нови идејни решенија. Општина Могила пак одговорила на препораката на владата со дообјаснување. Сонцето на знамето на општината е со 13 зраци и ги символизира 13 населени места. Од таму тие не чувствуваат обврска да го менуваат општинското знаме. Од владата велат дека државата се откажал символот уште со привремената спогодба во 1995 година, а со договорот од Преспа тоа е уште еднаш потврдено. Од таму велат дека врските од договореното треба доследно да се почитуваат, но не кажуваат какви санкции би следувале за институциите ако договореното не се применува. Преспанскиот договор создава обврски за државите и јавните институции на двете страни. Тие се задолжени за негова имплементација. Договорот не создава обврски за приватни лица и приватни ентитети, но државата и јавните институции ги охрабруваат и потикнуваат приватните лица и приватните ентитети доследно да го почитуваат и применуваат договорот во пракса. Од невладиниот Центар за европски стратегии Евротинг, каде вршат мониторинг на имплементацијата на договорот, сметаат дека владата не успеала да го објасни пред граѓаните. Една неспособност генерално да се опипа пулсот, да се опипа доминантниот наратив што ја креира имагинацијата на граѓаните, на гласачите и така натаму и не се влезе храбро во тој процес. И не верувам дека сега па овие мали спорови, мали локални битки се должат само на тоа. Јас мислам дека станува збор за артикулација на некое дифузно незадоволство што постои од власта, особено кај десничарските гласачи. Петковски посочува дека работа допрва ќе има. Јас гледам една доза на неразбирање на овој факт. И кај власта, и кај, меѓународната заедница, која што е многу го фали договорот, меѓутоа не разбира дека имплементацијата ќе биде товарот на имплементацијата, голем товар на имплементацијата ќе падне на грбот на општествата, не само на владите, така треба да. Затоа што создавање на токсична атмосфера, многу лесно се создава токсична атмосфера, многу лесно доаѓаат лоши влади на власт и неодговорни политичари на власт, треба тоа да го спречиме. Тоа може да го направат општествата. Како? Преку соработка, преку директни контакти со нашите соседи. Со оглед на тоа што реакциите за символот доаѓаат главно од десничарски ориентирани граѓани и организации, го прашавме членот на ВМРО ДПМН, реформаторот Петар Богоевски, колку ова сонце е дел од идентитетот и историјата на македонскиот народ и на историското ВМРО. Мојот идентитет е ВМРО. Целосно. Се поистоветувате со овој? Не, никогаш не сум се поистоветувал. Има два клучни елементи за тоа. Прво, мораме да имаме разбирање за тие луѓе, бидејќи независноста на републиката, на Македонската република беше промовирана по тоа знаме. Не по волја на македонците, него по волја на некој од Југославија стара. И тоа знаме стана на некој начин символ на македонштината, кажано во наводници. И сите тие кои го промовираат сонцето од Кутлеш, мислат дека со тоа права штета, односно даваат
отпор на Грција. А всушност и прават услуга на Грција, односно ја шират грчката пропаганда во Македонија. Богоевски вели дека Сонцето од Кутлеш нема ништо заедничко со внатрешната македонска револуционерна организација. Напротив, ВМРО-стите војувале против тие кои ширеле пропагандата за големиот Александар Македонски. Од една страна Чакаларов, представникот на ВМРО, лидерот на ВМРО во Егејска Македонија, од друга страна Каравангелис, представникот на грчката пропаганда или мегали идејата на Грција. И двајцата крвни непријатели, едниот тврди дека ние сме потекнуваме од нашата преродба, дека ние сме од браќата Кирил и Методи, дека ние сме посебен идентитет и дека ние македонците имаме право на таа земја, а Каравангелис вика, вие сте одродени славофони грци, вие сте чедан на Александар Македонски на Филип. Само што малце покасно открие на Сонцето во Кутлеш. Така да, сите тие кои го користат Сонцето во Кутлеш, де факто застануваат на страната на Каравангелис, а против Чекаларов. Но наспроти историската вистина е манипулацијата со фактите и емоциите, која не само што не стивнува, туку се чини дека допрва ќе се засилува. Доказ за тоа е загревањето на интернет просторот под хаштагот Сончева револуција. Против што и кого? Новата антикорупцијска дојде на бранот на масовна граѓанска поддршка, слична на онаа за СЈО, што беше причина 7 месеци потоа да се обидеме да направиме пресек на незината досегашна работа. Статистиката го подкрепува општиот впечаток дека по неколкугодишно назадување сега расте по обем работата на комисијата, и според бројот на пријави од граѓаните и според самоиницијативно отворени предмети. Сепак, крајниот ефект од сето ова досега е ограничен. Зошто? Од Александар Димитриевски. На почетокот на февруари годинава беше избран новиот состав на антикорупцијската комисија. Уште пред првата седница, шефицата на телото рече дека работата ќе зависи од преселбата во ветените нови простории. Комисијата треба да обезбеди првин простор за работа, бидејќи тој простор со кој што располага е несоодветен, бидејќи според законот комисијата треба да биде поврзана со база на податоци на многу институции. 7 месеци подоцна опремата донирана преку ИПА фондови за вмрежување со податоците на други институции се уште е во подруми, бидејќи новите простори се уште се ветување. Требаше да се преселиме во една зграда изградена од ПУИК, блиску до Македонската опера и балет, меѓутоа има застој во процесот поради оформување на документите. Тоа е тоа. Додека се чекаат материјалните услови за да се забрза работата на ДКСК, кои се досегашните ефекти од новото антикорупцијско тело. На 13 февруари 2019 година ново формираната антикорупцијска комисија ја одржа првата седница. Тоа беше и прва седница по цела година откако поголем дел од претходниот состав си поднесе оставка поради скандалот со патните трошоци. Од тој 13 февруари ДКСК одржа вкупно 22 седници, а првиот извештај за сработеното ќе се објави по нова година. 360 степени сепак побара и доби податоци за досегашното работење. Првата бројка што остава впечаток се представките од правни и физички лица за сомнежи за корупција и судирни интереси. Според последните достапни годишни извештаи на ДКСК, во 2015 имало 231 представка, во 2016-та бројката паднала на 141, а за само 7 месеци од функционирањето на новата комисија, рапидно пораснала на 785. Или, оваа година комисијата има 5,5 пати поголем прилив на предмети од овие области, споредено со пред 3 години. Од една страна, тоа значи нефункционалност на институциите воопшто, останатите институции, затоа што голем број од представките се однесуваат на судски одлуки, се однесуваат на жалби по инспекцијски надзори. Тоа значи нефункционалност токму на тие институции кои што треба некаква правда да споделат во државата. А од друга страна, предпоставувам заради тоа што се зголемила довербата на граѓаните во оваа институција, па сите пријави и незадоволства нивни се слеани тука преку нови предмети за нас. Но додека ДКСК регистрира рекорден број представки и соодветно на тоа, рекорден број новоотворени предмети споредено со последните години, динамиката на решавање на предметите не се разликува од минатото.
Кога се во прашање предметите за спречување корупција и судир на интереси, во 2015 биле решени 259 предмети, во 2016 вкупно 232, а во првите 7 месеци на новиот состав бројот на решени предмети е 169. Тоа значи дека новата ДКСК успеала да реши само околу 20% од предметите од областа на спречување на корупцијата и судирот на интереси, и тоа само од пристигнатите представки, без да се земат во предвид и предметите отворени по сопствена иницијатива. Едно е капацитетот на комисијата. Значи, прво и основно комисијата не е целосно функционална. Надлежностите што се предвидени не може да бидат во целост изреализирани, заради тоа што целата работа се одвива пешки. Од друга страна, имаме и обемни предмети, кои што бараат многу вложување, многу истражување, значи човечки капацитети и време. Проблемот со човечки ресурси треба да се надмине со нови вработувања и Ивановска очекува и повеќе пари за комисијата во буџетот за следната година. Нивната работа веќе требаше да биде забрзана со серверски систем за вмрежување со 20 на институции, но тој не е функционален. Хардверот е набавен веќе од минатата година. Значи, хардверот е донација преку некој ИПА проект. Хардверот Каде стои сега тој? Во Министерството за правда. Значи, хардверот не можеме да го наместиме, заради тоа што условите наши тука не се добри. Ни треба посебна сервер сала, за која што чекаме да се заврши процесот за доделување на просторот наш, за да можеме да го инсталираме. Не требаше да се преселите, зошто досни постапката се уште? Требаше да се преселиме во една зграда изградена од ПУИК, блиску до Македонската опера и балет. Меѓутоа има застој во процесот поради оформување на документите. Тоа е тоа. Зградата во која веќе требаше да биде преселена ДКСК и во која ќе има потребната серверска соба за побрза работа е готова подолго време. Според добро упатени извори, проблем е техничкиот прием, бидејќи изведената состојба не одговара со планот. Од Министерството за транспорт која води постапката, официјално негираат дека има проблем, но сепак не ни одговорија кога точно ќе се случи техничкиот прием. Во однос на вашите прашања ве информираме дека во овој момент тече постапка за издавање на решение за измени во тек на градба за објект по барање на инвеститорот АД за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење на Републиката. Невладината организација Институт за демократија активно ја следи работата на комисијата. За Миша Поповиќ, очекувано е што ДКСК не може да реши поголем број предмети затоа што само 9 службеници во ДКСК работат на предметите, покрај членовите на комисијата. Неговата критика и препорака до комисијата е ресурсите да ги посвети на крупните, а не на сите случаи. Ако во моментот имате 9 луѓе, задачата на комисијата е да одреди на што тие луѓе ќе работат. И од тука е важно, и ова повеќе пати сме го кажале, и антикорупцијска е свесна за тоа, потребни се објективни параметри, според кои они ќе направат приоритет на некој случај, а некој случај ќе го остават за малце подоцна. Но Поповиќ смета дека ДКСК успеала и од тие мали случаи да иницира промени во општеството. ДКСК побара всушност од управните одбори и надзорни одбори да всушност ги разгледаат дискрециските моќи на раководителите во институциите за вработување. Тоа е нешто значено што ДКСК го направи и сега го прави, кој што мислам дека е успех и ќе видиме успех во смисла на токму на тоа превоѓање од можеби помалку битни предмети кон всушност градење на системски капацитети за отпор кон корупција. Главната причина што ДКСК троши време и на така наречените мали предмети е сегашната определба да постапуваат хронолошки по пристигнатите представки, а приоритет добиваат само предметите по сопствена иницијатива. Но, за ситни или крупни предмети, антикорупцијски има изготвено вкупно 9 кривични пријави до обвинителствата во првите 7 месеци од почетокот на работата, од кои 5 се поднесени. За споредба, во цела 2016 имало само 3 кривични пријави, а во 2015 2.
При обидот да провериме што направило обвинителството со поднесените пријави од ДКСК, оттаму ни одговорија дека до нив се пристигнати само 3 кривични од антикорупциска. Против градоначалникот на Сарај за дивоградбите на матка по која се постапува. Против градоначалникот на Прилеп за вработување блиско лице, за што обвинителството води предистражна постапка. Против судијата Владимир Панчевски за вработување, пријава која обвинителството ја отфрли поради застареност на кривичното дело. Останатите кривични пријави кои се доставени до обвинителствата според антикорупциска се против ректорот на Универзитетот Кирил и Методи, против ВД директорот на дигестивна хирургија. Едниот затоа што примал плата или надоместок на плата од двете места, а другиот затоа што му овозможил. За единствената затворена кривична на ДКСК, онаа за судијата Владимир Панчевски. Прашавме, како антикорупциска си дозволи да процесуира предмет со застарено дело? Дали го сметате тој за личен пех или пропуст на самата комисија? Знаете што, не го сметам толку за личен пропуст, заради тоа што ние сметавме дека рокот нема да биде 3 години, туку 5 години. Рачунавме дека е потешко дело и поголема е материјалната штета и затоа сметавме дека не е застарено. Меѓутоа, излезе во јавноста дека председател на кривичен суд си го вработил својот внук без тој да биде пријавен на конкурсот и туку ниту да биде нели воопшто на листата, туку бил едноставно вметнат. Така што такво дело за нас беше дело со поголема штета, барем ние така го ценевме, меѓутоа обвинителот не го ценел тоа така и заради тоа му определил пократок рок. Но ние тој предмет го испративме до Републичкиот судски совет, каде што се цени работата на судиите. Но од друга страна пак обвинителството го доставува предметот до кривичниот суд, кој што треба од материјален аспект да го разгледа, така што предметот е се уште жив. Меѓу новите законски обврски за кои на ДКСК може да и се пише минус е и регистарот на податоци кои ги добиле функционерите. Ивановска и за тоа има објаснување. На веб страната таков регистар не може да се најде, зошто се уште го нема и кога ќе се појави? Немаме пријавено. Кога имаме пријави, ќе го направиме регистарот. Регистарот треба да се полни со податоци. Ниту еден функционер не пријавил подарок во овие месеци од како вие почнавте со работа? Немаме пријави. Кога имаме пријави, тогаш ќе имаме регистар. Немаме сега што да регистрираме. Сумирано, и статистиката и стручната јавност говорат дека за неполна година новиот состав успеа да врати дел од загубениот углед на институцијата. За Иванова сепак, најважно мерило е влијанието врз носителите на јавни функции. Што бројките се ирелевантни, битен е ефектот во општеството, дали сме постигнале да се зајакне свеста, дали сме постигнале избраните и именуваните лица да се запрашаат себе си дали работат во согласно со етичките кодекси, дали работат во рамките на својот интегритет професионален. Мислам, имајќи во предвид и дека улогата на нашава комисија е повеќе и пак е и превентивна, треба да идеме малце повеќе да ги мериме овие вредности во општеството, дали се зголемени или не. Дека за ефекти ке треба време, доказа и неодамнешната одлука на Управниот суд во полза на екс-председателот Иванов, кој се жалеше на решението на антикорупциска, дека незаконски унапредувал во армијата во предизборен период. Во својата одлука, Управниот суд се повикува на член 33 од Законот за спречување на корупцијата, кој пак се однесува на контрола на злоупотреба на буџетски средства во период по распишување на избори. Од антикорупциска најавуваат жалба до Висшиот управен суд, бидејќи сметаат дека членот 33 се однесува на сосема друг вид постапки. Можно ли е да се повторат сликите од 2015 и 2016 година на масовна преселба на бегалци и мигранти од Блискиот Исток и Африка кон Западна Европа? Дилемата неодамна ја наметна турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, во чија земја се уште се засолнети 3,5 милиони бегалци, главно од Сирија. Статистиката од нашето МВР покажува дека лани, а особено годинава, расте бројот на спречени илегални преминувања, но и на случаи на криумчарење споредено со мирната 2017-та. Хекура на Кифи со сликата од терен. Gjysmë muaj më parë, si një bomë në Ballkan dhe Europë, shpërtheu kërcënimi i presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, se nëse nuk merr ndim për t'i kthyer emigrantët në Siri, do t'i jap kufit me Greqinë. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın.
Bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Rastësia po jo. Vetëm 4 ditë para kësaj deklarate të Erdoganit, në ishullin grek Lesbos, në të njëjtën kohë nga 13 anije, zbarkuan 546 refugjat. Ishte fluksi më i madh i refugjatëve në territorin grek pas një kohe të gjatë. The Greek government has said it will step up border controls and move asylum seekers to the mainland. They also intend to speed up the asylum process that can last several months. Përderisa tema e harruar përsëri lundron në sipërfaqe në trekëndshin Ankara, Bruksel, Athin, 360 gradë në teren kontrolloi se çfarë po ndodh në vend. Për rrugën ballkanike të emigrantëve, siç u quajt korridori nga Siria drejt Evropës perëndimore, gjatë kohës zyrtarisht thuhet se është mbyllur. Por gjatë qëndrimit tonë të shkurtër në kufirin jugor, kemi regjistruar një grup të ri emigrantësh që hyjnë ilegalisht nga Greqia në Maqedoni. I regjistroi gjithashtu edhe policia dhe më njëherë i vendosin në qendrën e tranzitit Vinojug afër Gjevjelis. Këtu nuk ka truma si në vitin 2016, por kampi nuk është edhe i zbrazët. Ja sam Lembja e Syria. Eden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Njëri nga 35 persona që takua Maqe ishte Sejfullahu nga Pakistani, që është nisur për në Majork. Historia e tij është një tregues se ruta ballkanike është gjithçka, por jo e mbyllur. Come to Turkey, stay one year and a half. I paid from Pakistan and Turkey pay 1,600 euro. And after stay to Turkey, Istanbul, coming to Athena, pay other 2,200 euro. From the Athena, come here to go Serbia, pay up to 1,001. Por Sejfullahu asnjëherë nuk mbërriti në Serbi, pasi që kontrabanduesit maqedonas e mashtruan. Ai u ktheu atyre duke bërë pazare me policin. I help you police for catch the smuggler in Macedonian territory, in this mountain, backside to Hotel Hara, but in territory Macedonia. I help call the police and catch 15 person and 3 smuggler. And after then, police, I help police and police help me for stay in the camp, no deport in Greece. Shifrat nga Ministria e Punëve të Brendshme tregojnë se përderisa tema e migrantëve është harruar në publik, në terren kontrabanda po lulëzon. Në vitin 2017 janë zbuluar vetëm 19 raste të kontrabandës së emigrantëve. Në 2018 shifra është rrëfishuar në 58 raste. Këtë vit, deri në fund të gushtit, janë regjistruar gjithsej 49 raste, që do të thotë se ky vit me siguri do të tejkaloj atë më parshmin. Por jo vetëm që është rritur numri i rasteve të zbuluar të kontrabandës së emigrantëve, por gjithashtu ka pasur një rritje dramatike të numrit të njerëzve që kontrabandohen nëpër territorin e Maqedonisë. Në vitin 2017 janë zbuluar gjithsej 212 emigrantë, në vitin 2018 gjithsej 891. Deri në gusht të këtij viti janë zbuluar gjithsej 966 persona. Në këto shifra nuk janë përfshirë 81 emigrantët e zbuluar disa ditë më parë në Çerkes Tukumanovës, kur një kamion i cili po i kontrabandonte, duke u shmangur policisë, doli nga rruga. Kjo do të thotë që numra deri në fund të vitit vetëm se do të rriten, por imponon pyetjen se a e kanë ndryshuar strategjinë e tyre kontrabandistët. Генерално не можеме да зборуваме за некоја промена на стратегијата, меѓутоа ајде да се задржиме само на податокот за месец август. Значи 164 мигранти при криумчарење се откриени, ама само во 7 случаи. Тоа значи дека веројатно држи вода ова што го велите дека се почесто се користат камиони и комбиња, на што впрочем укажуваат и нашите контроли и наоди кои што ги имаме секојдневно и ги регистрираме во билтените. Për 3 vitet e fundit janë ngritur padi penale kundër 148 personave, 131 prej të cilëve janë shtetës të Maqedonisë.
Edhe për skaj raporteve, provat se kontrabandistët e mbajnë rrutën ballkanike të hapur është një tjetër raport i Ministrisë të Punëve të Brendshme. Në vitin 2017 u ndaluan gjithsej 4120 kalime të paligjshme kufitare. Në 2018 ai numër është rritur për 4 herë, në 16895. Këtë vit, në vetëm 8 muaj, shifra tashmë është e ngjashme me atë një viti më parë, 15695 pengesa të kalimeve të paligjshme. Emigrantët që lanë pas në Vino Jug, ose kanë mbetur pa para, ose presin të dëbojnë në Greqi, pas janë kapur nga policia. Gjatë rrugës për në veri, u ndalëm edhe në Veles, tek Lençe Zdravkin. Kjo grua humane që jeton për skaj hekurudhës, me vite u ka ndihmuar refugjatëve që kalojnë para derës së saj, në rrutën ballkanike që është në ndritaren e saj, thotë se rrallë sheh emigrant për dallim nga më parë. Бегалци има, можем да ги сретнеме, може секој ден, може на 2 дена, на 3 дена, во некои помали групи од 4, 6 до 10 души, тие се движат. Por edhe atë të pak që i takon, i rrafejnë histori që na tregoi Sejfullahu në Vino Jug. Често знаат да раскажуваат дека одредени луѓе им нуделе превоз, дека цената секогаш е различна во зависност од бројот на бегалците. Таа некаде они кажуваат дека се движи по 1000 евра од една до друга граница. Но често знаат бегалците да ги дадат своите пари, но да не бидат пренесени до крајната дестинација до каде што им е ветена, па да ги остават на пола пат, на патарината кај Градско или на некоја лединка и да им кажат дека еве тука е границата со Србија, можете слободно да одите. Fundi i rrutës ballkanike përmes Maqedonisë së Veriut gjatë krizës së refugjatëve ishte qendra e tranzitit Tabanoc, që ishte edhe destinacioni i një radhës. Aqe pothuajse ishte bosh. Emigrantët e vetëm janë ata që ndalen të pushojnë ose të kërkojnë ndihmë mjekësore. Por vetëm 3 kilometra e gjysmë larg Tabanocit është fshati Lojan, i cili është gjithashtu afër kufirit serb. Mersi Asmajlović nga Legis, organizatë humanitare e cila ndihmoi që nga fillimi i krizës, thotë se fshati është pika e nxehtë për kalimin e paligjshëm në veri. Ние сме присутни во транзитните кампови кои што постојат од 2015 година, но и пограничното село Лојане, кое што е најчесто излазна точка, посебно во крумчарските кругови. Бројот септември е зголем, затоа што секогаш во септември имаме некако поголем број на бегалци на мигранти, но некое зголемување на бројот да дојде до состојбата на 2015 или 2014, мислам не очекувам. 360 gradë vizitoi Lojanin, qendra e fshatit që jeton në një ritëm normal dhe nuk vërejtëm emigrantën për rrugë apo kafene. Por kur u përpoqëm të flisnim për refugjatët, para kamerës, asnjë nga banorët nga të cilët kërkuam qëndrim nuk dëshironin të flisnin për këtë temë. Prapa kamerës, ata thonë se gjatë kësaj periudhe kohore, deri në 100 persona në ditë e shfrytëzojnë këtë zonë për kalim të paligjshëm në Serbi. Në rrugën me pluhur deri në kufi, ekipi ynë vuri re një person i cili arriti të largojë para se të ndiznim kamerën. Ato do bëhet përsëri e dukshme ruta ballkanike në vend, do të varet nga vullneti politik në Ankara dhe Bruksel. Në Turqi aktualisht ka rreth 3.5 milion refugjat. Ajo çfarë ende është e sigurt. Për momentin është se ruta ballkanike nuk është e mbyllur, por është shndruar në një biznes për nën tokën e Ballkanit dhe Maqedonisë. Уште една пауза, па следува саботажата. Останете насад. Проблемот на секоја, па и на нашата дивоградба, ево тоа што ја подигале и ја подигаат лица без чувство, ниту разбирање за ничии, освен за личните потреби. Темелот на секој таков објект, како и на нашиот, е системската себичност, карактерна особина која ги краси граѓаните од ова поднебие, а тие, со сета своја несебичност, ја имаат вградено во заедницата.
Секој прави нешто кое што му е добро за себе, а при тоа она што го обкружува малце го интересира. Ако некого почне да интригира ова проблематично својство, тогаш мора да тропне на вратата на проблемот, од која наместо решение се отвараат 40 метри квадратни стуткан политички неморал, за чија удобност секој месец несебично се плаќа од джебот на граѓаните. Значи, вие го изнajmувате станот на Ана Лашкас? Тоа се приватни работи, кои што не можам да ги кажам. Но го плаќа државата за да го прашувам? Не го плаќа, тоа се приватна работа. Парите на државата не се приватни и таа очигледно баш и не знае како некој несебично ги троши. Најважно од се е дека тие остануваат во кругот на пријателите и на семејството, кои се свесни за себичното законско толкување, кои им овозможува да креваат кираџиска дивоградба, која како и секоја друга ќе штрчи се додека некому не му го фати видното поле. Ама и тогаш, кабет ќе бидат тие кои се ококориле, а не оние кои изгледа не ја гледаат гредата во своето, па ја покажуваат раската во окото на комшијата. Во градот се градат згради, вили, на чужди места. Никој не ги гледа тие работи. Гледате еден сиромав да го уништат, да направат доказ овдека, видите, ние го рушивме градот. Ова е мафија. И ова мафија ќе заврши. Немој да мисле дека вака ќе остане. Тоа е таа себична криминална УНЕСКО мафија, која го уништува тоа што некој макотрпно и со години го градел, сакајќи и натаму да ги злоупотребува и да ги искористува нашето езеро, природните, културните, историските богатства. Затоа можеби е најдобро пак да се вратиме по старо и да се свртиме кон нашите политичари, кои секогаш имале слух за потребите на граѓаните. Вака е напорно за слушање и гледачите што уклучиле да ме гледаат, ќе ве сменат, ќе не сменат сите заедно затоа што нема да можат да разберат кој што зборува. А како и да се разбере кој што сака да каже кога со години несебично се манипулира со оние кои себично сака да им се зголемат оние 300 милиони евра годишно. Ама до ден денешен не знаат ниту тој што ги донесол, ниту тие што даваат, ниту тие лично зошто треба да ги добијат и како да стасаат до нив. Кој е конкретното барање сега излеговте вие со барање? Кој е барањето конкретно? Не знам со кој образ доаѓате да ги малтретирате лозарите и да го рушите онино барање. Еве да излеземе на протест. Кој е барањето? Тоа е барањето, они си го бара. Кажете го вие барањето. Не го знам. Јас само им давам поддршка овде. И на крајот, со несебична, колегијална поддршка. Ајде готово. Уште малку, за да ја покажеме несебичноста. Во теко на наредните месеци ќе ви бидат исплатени за 2018 година. Ама да бидат големени бате. Толку за вечерва. На Алсат следуваат вести, останете да ги погледнете. Ние повторно се гледаме в петок од 22. До тогаш следете не на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите акаунти на социјалните мрежи. Пријатно!